Специјалното јавно обвинителство од Американската комисија за хартија од вредност ги доби документите за продажбата на Македонски Телеком. Во раце ги имаат протоколот за соработката меѓу македонската влада и Магер Матив, како и нон-пейперот, односно неофицијалниот документ во кој се впишени имињата на Владо Бучковски како страната А и пријателите од Тетово, односно лицата со иницијали АА и МДЖ. Во доверливиот документ пишено и дека Магер Матев ќе исплати 2,5 милиони евра на страната А, односно на Бучковски и на пријателите од Тетово. Парите ќе бидат исплатени во 3 рати, пишува во документот. Ова на судењето Магер Телеком СЈО му го предочи на сведокот Джемеили Мехази, кој беше повикан дека како министер за транспорт и врски го потпишал протоколот. Тој рече дека не се сеќава на деталите, бидејќи не учествува во составувањето. Одбраната тврди, не го видела нон-пейперот. Според обвинителката, тој документ треба да содржи конкретни плаќања за одредени личности и тој документ произлегол од протоколот за соработка. Судењето Магер Телеком продолжува за една недела, кога за сведоци се повикани поранешниот разузнавач Слободан Богоевски и екс-представникот на државниот капитал во Магер Телеком, универзитетскиот професор Борче Давидковски. Богоевски на сведочење во Њујоршкиот суд против тројца поранешни менаџери на Магер Телеком тврдеше дека неколку милиони евра биле внесени во земјава со службен владин автомобил за подкуп на тројца политичари, екс-премиерот Бучковски, лидерот на ДУИ Али Ахмети и Муса Џафери. Токму поради овој исказ во судот, Ахмети и Џафери за навреда и клевета го тужат Богоевски. Првечно апелација ја укина првостепената пресуда, па Ахмети и Џафери повторно преку граѓанскиот суд треба да докажуваат дека Богоевски им нанел штета на честа и угледот. Тој се бранеше дека никогаш не изнел клевета, туку новинарите го објавиле неговото јавно сведочење пред Њујоршкиот суд. Па се офајдија сите, тие што го продава најмногу, се офајдија и офшор фирмата на Кондоминас. И ние добивме највисоки цени во Европа. Со децени беше оплячкан македонскиот народ. Случајот Магер Телеком СЈО го презеде лани во ноември, а по 8 години продолжи судењето против тројцата поранешни директори на унгарскиот Телеком, Атила Сендреи, Ролф Плат и Золтан Кишјакус.